По неуспешниот прв обид поради недоволна излезност, жителите на Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше и центар Жупа во недела повторно ќе гласаат за градоначалник. Но овие избори, за разлика од октомвриските, нема да се применува цензус за излезност, што значи дека градоначалник ќе биде избран со мнозинство од гласовите на оние што ќе излезат на гласање. Право на глас на 11 јануари ќе имаат околу 128.000 граѓани. Во центар Жупа, на избирачкото ливче ќе стои само едно име. Аријан Ибраим од Демократската партија на турците е единствениот кандидат, откако неговите против кандидати од првиот круг се повлекоа. Ибраим е добро познат на локалната јавност, а зад себе има 2 градоначалнички мандати, а по пропагањето на изборите беше назначен и за повереник од владата. Во најголемото 4 општини, Гостивар, политичката трка доби нова динамика. Коалицијата Вреди влегува со нов кандидат, Невзат Бејта, поранешен градоначалник и екс-министер од редовите на ДУИ, но во оваа трка тој настапува со коалицијата Вреди. ДУИ пак го поддржува Ваљбон Лимани, кој во првиот круг освои значително повеќе гласови од против кандидатот на Вреди, односно 16.949 гласа наспроти 4.221 глас на кандидатот на Вреди. Во Врапчиште, каде гласаат околу 27.000 избирачи, ДУИ настапува со Исан Шабани, поранешен градоначалник кој по трет пат ја бара довербата на граѓаните. Негов против кандидат овој пат е Зулјхаир Демири, поддржан од група избирачи. Првиот круг покажа убедлива предност за Шабани. Во Маврово и Ростуше повторно се соочуваат истите имиња. Онер Јакуповски, поддржан од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, и Јанес Ахмети од СДСМ. Во првиот круг Јакуповски имаше предност, но недоволната излезност ги поништи резултатите. Ова општина и центар Жупа и во минатото се соочуваа со вакво сценарио, а градоначалник добива дури по повеќе кратни изборни обиди. Тамара Дичевска, Сител телевизија.